Почитувани присутни, добар ден. Навистина, ова место е свето и митско и ние прв пат овде што доаѓаме денеска, се чувствуваме прекрасно и благодарни сме што токму денес ќе започнеме една иницијатива, една манифестација билазорски видувања. Зошто видувања? Затоа што сигурно за овој, како што реков пред малку, свет и митски простор, ќе има многу научни и стручни видувања. Но ние сакаме да има и живи, лични средби и видувања меѓу писателите, односно поетите, археолозите, научниците, а подоцна и учениците, студентите и сите други заинтересирани граѓани. Мене ми припадна оваа чест да ја започнам денешната манифестација, за која што има една мала предисторија. Никогаш ништо не се случува случајно. Така и ние, не случајно, еден ден се најдовме во Меѓународниот славјански универзитет. Таму беше Радко Дуев, професор доктор Радко Дуев, деканот на Филозофскиот факултет од Скопје, со една група негови колеги. И ние неколку писатели се најдовме на таа средба и во очите на Радко јас прочитав толку голема љубов кон Била Зора, една возбуда, дури би рекол едно треперење на неговото срце и душа, дека е живо заинтересиран за овој археолошки локалитет. И јас тогаш си реков на себе си, ама и нему му реков: Радко, бидејќи гледам дека си дошол од Скопје овде и имаш голема желба, голем мерак и голема позитивна енергија да направиш нешто за Била Зора, и јас ти ветувам во името на Друштвото на писателите на Македонија дека колку што можеме ќе помогнеме таа твоја идеја да се оствари. И таа идеја си остана кај мене и при една неодамнешна средба во неговиот кабинет на Филозофскиот факултет, кога подпишавме спогодба за соработка меѓу Друштвото на писателите на Македонија и Филозофскиот факултет од Скопје, а на која што присуствуваше и драгата и почитувана колешка, професор доктор Кристина Николовска, која што е председател на собранието на Друштвото на писателите на Македонија, јас му реков на Радко: Радко, помнам дека за Била Зора се договаравме и ќе го направиме тоа. И ќе го направиме токму за светскиот ден на поезијата. Тоа е утре, ама бидејќи утре има една друга манифестација во Скопје, ние рековме ќе го направиме на 20 март. И еве, многу ми е драго што денеска сме овде, што ќе ја започнеме ова манифестација билазорски видувања. Се разбира, покрај Друштвото на писателите на Македонија и Филозофскиот факултет од Скопје. Веднаш, уште во стартот, се разбира дека ништо не се прави без домаќините. Значи, тука не е градоначалникот Дејан Владев, градоначалникот на Свети Николе, но тука се и основачот на Интернационалниот универзитет Европа Прима, господинот Јордан Плевнеш. И му благодарам што и тој се приклучи на оваа благородна иницијатива и се разбира на Меѓународниот славјански универзитет, државин од Свети Николе. Свети Никола. Да, Свети Никола, каде што всушност и се зачна оваа идеја. Значи, во тие простории се роди оваа идеја за
ова денешна манифестација. Јас посакувам ова манифестација да биде традиционална, да се одржува секоја година. И уште нешто. Ние напишавме дека сакаме да ги вклучиме и младите. Зошто? Затоа што треба да се слушне за Била зора. Затоа веќе в година ќе биде распишан конкурс за учениците од основните и средните училишта, но и за студентите, посебно од општествените науки, да пишуваат за Била зора. Така Била зора одново ќе се открива, ќе се слави и ќе живее. Верувам дека Била зора ќе стане посетувано место, многу е близко до Скопје, до главниот град. Посебно сега, комуникациите се одлични. Просторов е извореден. Мислам дека нема кој што не би сакал овде да дојде. И веднаш да кажам, јас имав проблем. Многу колеги, писатели, сакаат да дојдат. Но јас реков, немаме годинава средства, ќе дојдете в година. Значи, буквално им ветив за в година. А беа заинтересирани од Крива Паланка, од Куманово, се разбира дека и од Свети Николе, но од Штип, од Кочани, од Радовиш, но јас верувам дека ќе бидат заинтересирани не само од овој дел, од Источна Македонија, туку и од Западна Македонија. Македонија не е толку многу голема да ја делиме на Источна, Западна, Јужна, Северна. Една е Македонија и верувам дека буквално Била зора ќе биде место посетувано од сите краеви од Македонија. Пред се ќе биде посетувано од учениците, од студентите, но и од нас, писателите, археолозите и сите други љубопитници. Јас да не должам повеќе, бидејќи би и онака бев малку поопширен на почетокот, сега го поканувам професор доктор Радко Дуев. Веднаш кажав јас дека е тој многу заинтересиран и многу заслужен за иницирањето на оваа манифестација, да ни се обрати Радко. Потоа да ни се обрати, јас извинувам што на гостите прво им давам предност, да ни се обрати и амбасадорот Јордан Плевнеш. Потоа се разбира, нестрпливо го чекуваме обраќањето на домаќинот, на градоначалникот Дејан Владев. И нормално, после тој воведен дел, протоколарен, ние овде ќе настапиме, ќе прочитаме по една песна и на тој начин ќе ја славиме и поезијата, и Светскиот ден на поезијата, но пред се ќе ја славиме Била зора. А за Била зора морам посебно сега да го пофалам Никола Ристевски. Јас читав прекрасни текстови негови за Била зора. И тој мене ми го привлече вниманието пред, можеби, 10 години. И јас и нему му благодарам што има направено за Била зора. И им благодарам на сите, не само на тие што го направиле ова досега, што овие конзерваторски, археолошки работи. Туку ќе им благодарам на сите тие што едно камче ќе извадат или стават на овој, со тоа почнав, со тоа ќе завршам, свет и митски локалитет Била зора. Метафорички ќе кажам, да живее Била зора, да живее градот Свети Николе и жителите не само од Свети Николе, туку од целата наша татковина и мајковина. Радко, повели. Благодарам колега. Драг господин Дејан Владев, градоначалник на Свети Николе, драг председател на Друштвото на писателите на Македонија, мојот колега Христо Петревски, почитувана председателка на Собранието, професор доктор Кристина Николовска, почитуван господин Јордан Плевнеш, почитувани писатели, почитувани колеги, почитувани поети, драги гости. Поезијата го изразува она што не може да се каже со зборови и она што не може да се молчи. Виктор Иго велел дека и сите книги да исчезнат во светот,
А само Илијадата и Светото писмо да останат, светот нема многу да изгуби. Секако кој уметник, тој сакал само да истекне важноста на овие први поетски дела за развојот на светската цивилизација, а особено книжевноста. Денес го одбележуваме светскиот ден на поезијата на место кое се уште молчи. Древна престолнина на народ кој влијал на развојот на светската цивилизација. Но не молчат најстарите поеми. Хомер пее за древните пајонци, кога ниту името Хелени, ниту македонци не се паметеле. А криволаките пајонци пак си ги водел Пираехме, одскре од Амидон од широкострујниот Аксии, што прекрасна вода по земјата разлева ширум. Амидон е древен град, кој се наоѓал некаде околу долниот тек на реката Вардар, а ние стоиме денес на престолнината на народот за кого пеел Хомер. Пее за исто така и за смртта на кралот Пираехме. Патрокло замавна прв со своето блескаво копје, самата средина баш кај што најмногу мажи се турка, покрај корабната крмба, настрчниот маж Протесилај, та што го згоди Пираехма, што пајонци, коњици добри, од Амидон беше довел од широкострујниот Аксии. Пеи за стиховите за Астеропај, родоначалникот Пајон. Светлиот син Пелагонов му одвратил потема нему. Зошто за рода ме прашаш, пресрчен сине Пелеев? Јас од Пајонија сум, од далешата грудчеста земја. Пајонци мажи си водам со предолги копја, што сега 11-та зора ми е кога дојдов во Илиј. Родот пак мене ми од широкострујниот Аксии, што нашата земја со красните води ја кваси. Што Пелегона го родил, по копјето славен што велјат. Мене ме родил, но сега да се удриме Ахиле славен. А тој се насмеа сладко, скокна од заседав час и фалејки се продума дума. Пајон, син на Ендимион, родоначалник на пајонците. Зборовите на преведувачот на Илијада, првиот декан на еден македонски факултет, професорот Михаил Петрушевски, се: кога се знае дека Хомеровите епови се истовремено и најстари европски споменици и дека историјата, макар и во поетско руво, за Европа и за народите што ја населуваат започнува од Хомера, вредноста на овие песни за културата и цивилизацијата на современиот свет станува уште поголема. За македонците и за нашата земја, поспецијално Илијадата има особено значење. Во неа за прв пат во историјата спомнуваат области и места во кои ние денес живееме. Спомнуваат Пајонија и реката Вардар, Аксии, родоначалникот на пелагонците и многу други пајонци, што се борат од страна на Троја против ахајците. Вардар е за Хомера широка река, што со своите прекрасни води ја натопува земјата. На друго место, реката Вардар го носи епитетот длабоко вирна, а за Пелегон и за пајонците е кажано дека се добри коњаници и дека се борат со долги копја, што е и посведочено во војската на Александар, каде што најголем дел од генералите потекнувале токму од овие простори. Пајонците со кривите лакој се опејани во најстарото книжевно дело во Европа. Денес поетскиот збор се чита на местото, на немата престолнина на народот опеан во песните, со надеж дека ние сите присутни ќе продолжиме со искупувањата, кои ќе донесат нови наоди, можеби и стихови, кои ќе оживеат престолнината на славните пајонци и ќе го запрат молкот на оваа земја околу нас, која ќе запее со хомерски јазик во стихови и во метар. Ако не можеме да направиме големи работи, денес ние ќе почнеме да правиме мали работи на голем начин. Денешниот настан, ентузијазмот и љубовта кон поезијата, кон минатото, што се чувствува на ова место, носи голема порака дека почита кон традицијата, која трае повеќе од 1 милениум и наредните години ќе води до организирано истражување и нова историја и книжевност која ќе пишуваат идните генерации професори, поети и студенти. Нека ни е честит светскиот ден на поезијата. И на крајот, морам му благодарам на мојот колега Христо Петревски за убавите зборови, но еве јас ќе започнам од тој прв момент кога дојдовме со градоначалникот Дејан Владев, неколку луѓе со директорот Аце и со директорот Мите, тука немаше речиси ништо. Но денеска со заложба на тие наши апели и пишувања започна една посериозни истражувања, станавме поголем број, веќе не сме сами. Музејот започна со конзервација, градоначалникот со наредниот буџет веќе има одвоено средства заедно со филозофскиот факултет, па се надевам кога ова ќе стане традиционална манифестација,
веќе ќе имаме нешто многу повеќе да видиме и ќе биде уште поатрактивно, не само за нас ентузијастите, туку и за целата наша јавност да го видат она што ние одамна го зборуваме. Благодарам. Јас сум сигурен дека зборовите на Радко Дуев ќе се остварат, не само поради тоа што верувам во Радко, туку верувам и во сите овие други луѓе што се сега тука, ама што се и пред нас. Јас длабоко верувам дека ова место секоја година ќе има се повеќе и повеќе посетители и дека Била Зора ќе стане археолошки локалитет подеднакво познат како што се и Хераклеја, и Скупи, и Стоби, и сите други локалитети во Македонија. Го поканувам амбасадорот Јордан Плевнеш. Повелете. Мене посебно ме возбудува овој простор, бидејќи, како што рече колегата Христо Петрески, Никола во овие години наоѓал секогаш можност да не доведе овде и да не изборува за тајните на Била Зора. И она што како иницијатива го покренува Друштвото на писателите на Македонија и Филозофскиот факултет, и овие прекрасни зборови на навраќањето во првите споменици на цивилизацијата на Европа во делата на Хомер, што Радко ги опиша со таков тип на радост како вчера да поминале низ просториве. Просто ја одделуваат македонската позиција во светот во однос на поезијата и бидејќи се навршуваат точно 20 години од посетата на Коичиро Мацура, тогаш јас бев амбасадор на Македонија во Франција и генералниот директор Коичиро Мацура ја посети Струга и тогаш се потпиша меморандумот за соработка меѓу Струшките вечери на поезијата и заедничката награда што годинава ќе слави 20 години Мостови за прва книга од светски автор која што ќе се здобие со тоа признание. Коичиро Мацура беше воодушевен од еден мал текст што јас го напишав и го читав на една манифестација во Париз, дека наспроти базите на нуклеарно оружје и наспроти фактот што 30 земји во светот веќе поседуваат нуклеарно оружје, кое е вистинска закана за уништувањето на планетата и на човештвото, Македонија предлага да изгради, бидејќи досега поминале толку илјадници поети на нашите поетски манифестации, почнувајќи од Струшките вечери на поезијата и ова најмлада манифестација во Пајонија, среде Пајонија, билазорските видувања. Значи, Македонија да предложи на светската карта да сочува бази на поетската меморија. Значи, да не се расфрлаат тие бази и да бидат на некој начин во некои депоа и физички сега и дигитални, но да се знае дека во Струга има, да речеме, 60.000 песни на 130 јазици, во Велес има толку, во Била Зора ќе има толку. И тој текст ќе ви го прочитам како подсетување, каде што ќе има последната строфа, ќе ја посветиме на Била Зора, дека ќе има една база на светската поезија и во Била Зора. Така што на мапата, на картата на светот, во овој геополитички простор кој што се заканува со уништување,
ќе постојат тие бази за да го потсетат светот дека токму поезијата може да го спаси светот и најновата база на духовната карта на светот е базата на меморија еве во времето на градоначалникот Дејан Владев што ја подигаме. Рече си во исто време со рускиот космонаут Гагарин, прв човек кој полета во бескрајот на Вселената на 12 април 1961 во историски услови на неверојатна коинциденција, група македонски поети на Балканот по градот Струга на Охридското езеро е лансираа идејата на Струшките вечери на поезијата како најголема интернационална база, што секоја година, наместо воена и разорна моќ, ќе складира поезија на сите 6323 јазици на кои се пишува според пописот на УНЕСКО на планетата Земја. Со оглед на фактот дека стиховите се расфрлаат насекаде по меридијаните, стотици, да не речам милијадници години, и со оглед на фактот што никој не ги собира, а тие исчезнуваат и не се повторуваат, како и нивните автори, како многобројните цветови на сите божји дрва, како водата, воздухот и самиот живот, идејата била да се направи една интернационална концентрација, една интернационална конспирација од Хомер до Била Зора, наспроти интензивните подготовки на воени бази на 5 континенти, во кои се концентрирани милиони, билиони, трилиони различни валути за дефинитивно уништување на човечеството. Поетската идеја во Струга била да се направи една многу јазична духовна база од најубавите зборови од целата вавилонска меморија. Последната ја славиме денес во Била Зора, од најдалечното минато до најблиската иднина и сега, во овде, во таму, во ваму, во онаму, во оттаму, во секаде, во никаде, во секогаш, во никогаш. Од тогаш до денес поминаа 50 години, односно 60 има сега веќе, и Македонија стана поетска велесила, се здоби со таа исклучителна база во која е концентрирана неверојатната вербална енергија што може да направи вистински пресврт во новиот светски поредок, бидејќи од сите нуклеарни подморници позначаени се бесценетите камени зборови за секогаш закотвени во струшката неуништива и невидлива арматура и духовите на Вистан, Хју, Оден, Бродски, Енцес Вергер, Монтале, Шеймас, Хини и Тед Хјус и идните добитници што ги прогласуваме во Била Зора. Од сите носачи на авиони, посилни се зборовите на Гинзберг, Бонфуа, Неруда, Сенгор, Дагларджа, Јехуда Амихај, од сите атомски бомби и ураниумски јадра, од сите арапски, американски, кинески, јапонски, индиски милиардери, позначаени се струшките бардови закопани во темелите на вечната база со гласот на Махмуд Дарвиш, Адонис, Лу Јоан, Мак Диздар, Макото, Ока, Вацјан, Генади Ајги, Ружевичи и Шаламун, а да не зборуваме за големите дами на светската поезија, за секојаш обесмртени во Струга, Десанка Максимовиќ, Ненси Морехон, Блага Димитрова, Вислава Шимборска, Весна Парун и Амрита Притам. Тоа е во чест на нежниот пол присутен денес, да ги спомниме и поетесите, кои докажаа дека светската трагедија е пред се дело на погрешни мажи и дека жената е единствена иднина во очекување на вистинските неродени мажи. Што се однесува до Балканот, во Струшката база има блескава духовна концентрација, почнувајќи од Блаже Конески, о сине тих, намисла сина. Од Фато Сарапи, Рицо Станеску до Љубомир Левчев и Матеја Матески и посебно Одисејас Елитис кој велеше поезијата е овде да ги коригира грешките на Бога. Коригирај, Господе, еден на небото за сите и направи тајниот код на поетската база во Струга и новата поетска база во Била Зора да биде познат во целиот свет. Наместо уби бене, иби патрија или каде што ти е добро, таму е татковината,
да биде заменето со уби поезија, иби патрија, бидејќи никаде не е бене во сегашнава глобална ера, нема бене, не е бене, далеку е од бене, не ќе биде никогаш како што било бене, бене нема бене, не е бене и допрва ќе биде не е бене, невер бене. Гледај, Господи, да не ти се случи, отиди си мачна душа што игра еден безпочетен шах на небото со интернационалните лингвистички и вооружени проблеми, ти да го замениш латинскиот прилог уби, што значи каде, со глаголот уби, што во повеќе словенски јазици значи навистина уби, да не би поезијата да ја убиеш на грешка, бидејќи убијци во светската историја има толку многу, што подготвени се да го убијат сето минато, сегашност и иднина, дури и сопственото мајчино млеко на парам парче стореното човештво. Направи, коректоре Севишен, како што утре воените сили можат да притиснат на нуклеарното копче во Вашингтон, Пекинг, Москва, Тел Авив, Нью Делхи, Пакистан или Иран, еден ден секој човек на земјава во својата интимна меморија да има постојана конекција со интернационалните поетски бази во Струга, во Била Зора, во Велес, во Хераклеја, во Лихнидос, и еден ден, еден по еден, кога ќе притиснат на копчето на нивните срца, на нивното раѓање, на нивната смрт, да можат да поверуваат барем еден миг, дека се уште изгубено не е и дека се уште не е доцна поезијата да го спаси светот. Ви благодарам. Како што слушнавте од Јордан Плевнеш, од денеска оваа наша манифестација Билазорски видувања е веќе запишана, впишана на мапата од светските манифестации. Прво таа ќе биде македонска, ама полека, бидејќи меѓународна, ќе стане и балканска, и европска, и светска. Јас длабоко во тоа верувам, а верувам дека во сето тоа најмногу ќе ни помогне и градот Свети Николе, и затоа сега го поканувам градоначалникот Дејан Владев да ни се обрати и му благодарам за она што го слушнавме од Радко, дека веќе градот Свети Николе длабоко не само што размислува, туку и финансиски, материјално ја помага Била Зора. Повелете, градоначалнику. Добар ден на сите, почитувани гости, почитувани присутни. Чест ми е денеска што можам да речам дека сме домаќини на оваа манифестација, која што се надевам дека од година во година ќе биде се помасовна и се подобра, и заедно со вас ќе имате мојата поддршка, барем додека сум јас градоначалник на општина Свети Николе. Била Зора е срцето на Овчеполието, срцето на Свети Николе. Значи, уште пред да дојдеме на локалната власт, една од основните работи во нашата програма беше и за заживување и на овој локалитет Била Зора, пошто знаеме дека вакви археолошки наоѓалишта нема многу на Балканот. По моје знаење, некаде на 2-3 се постари од нашиот. Затоа ние и оваа година издвоивме од буџетот 500.000 денара за реставрација на овој локалитет, и заедно способно со професорот Радко Дуев и директорите на музеите во Свети Николе и Уштип, и понатаму ќе вложуваме и ќе работиме. Со нашата работа ќе претпоставувам дека треба да започне веќе од април месец, и се надевам дека секоја година се повеќе и повеќе ќе се вложува тука, за да Била Зора си го добие своето место на археолошката карта на Република Македонија, на Балканот, Европа, па и светот. Ви благодарам. Благодариме и ние за овие изречени зборови за поддршката, и како што кажав на почетокот, ова иницијатива
се роди во просториите на Меѓународниот славјански универзитет. Ние денеска повторно ќе отидеме исто така таму, во тие простории, па затоа сакам сега представникот од Меѓународниот славјански универзитет да ни се обрати, да не поздрави и полека да почнеме со читањето на творбите, на песните. Повелете. Почитувани присутни, дами и господа, почитувани творци на поезијата и почитувани љубители на поезијата. Не случајно денеска сме тука, сум сигурна. Јас сум денеска имам чест и задоволство да го заменувам, се надевам достојно, наш еден од покровителите на оваа манифестација, професор доктор Јордан Ѓорчев, основач и председател на управниот одбор на Меѓународен славјански универзитет, а јас еве како начело на Институтот за култура и уметност имам и обврска денеска да бидам тука, бидејќи со самото тоа што денеска сме на еден од археолошките локалитети кои што не водат назад кон архетиповите, не водат назад нит митското постоење, не подсетуваат на нашите корени, ние всушност сите до еден на денес и даваме живост на културата, на живото културно наследство, бидејќи самото тоа што постои ова, а да остане на завецот на изумирање, ништо не сме направили, не можеме никогаш да покажеме кој сме и што сме. Но со самото тоа што денеска сме тука, спреку оваа манифестација, која што еве многу ми се допаѓа името билазорски видувања, бидејќи средби е едно, а видување е друго. Тоа значи дека ние некого кога го гледаме, имаме видувања со душата. А поезијата токму е тоа, да го кажеме крикот на душата, да го кажеме она кое што му дава посебност и една трансцендентност на креативниот ум, она кое што е белек на времето и на просторот. И јас ги поздравувам не само оние кои што ја создаваат поезијата за кои кажавме денеска, многумина, благодарност до сите овде излагачи кои што не подсетија на оние кои што ја создавале низ поезијата сета онаа мисла која што денеска е жива, туку и ако не постоеја љубителите на поезијата, ние денеска немаше да бидеме овде. Би сакала само да ве поздравам сите и да ви кажам дека Институтот за култура и уметност и нашиот Меѓународен славјански универзитет и самите знаете дека секогаш е тука, бидејќи корените се она кое што ќе ни покаже зошто сме денеска ние, зошто денеска постоиме, кој сме, што можеме и до каде можеме да го гледаме светот, бидејќи јас би сакала сите да постоеме, не само овде, на овие простори, не само во нашата Македонија, туку во нашиот свемир, би рекла, не универзум, бидејќи само на тој начин ќе можеме да покажеме на сите колку сме достојни и зошто ние овде во Македонија имаме нешто со кое што можеме да се гордееме, меѓутоа мораме да го пренесеме во онаква форма на младите за да знаат дека треба да го чуваат, да го негуваат и да го пренесуваат. Ви благодарам многу. Песната сега смеам. Јас реков да си прашам, бидејќи кога вчера сакав да подготвам говор, често пати ми се случува, кога ќе го подготвам говорот, не зборувам со душата. И затоа денеска сакав да говорам, а не да читам. И затоа и ми е поврзана песната на господинот Ѓорчев од неговата книга Здивот на волшебното огледало, зборовите од еден мој говор, не случајно. Зборовите од еден мој говор, како ластовици беа поредени и седнати во 6 редови електрични жици, црни и мрачни, грди, неубави и недоизговорени. Со крвави очи ме гледа, предизвикувајќи молчеа, само едно мало зборче тивко прошепоти. Биди внимателен кога зборуваш. Со нас го градиш светот околу себе, нас не има доволно за да се мразиме, но не и да се сакаме.
затоа што нашите рани најдлабоки се од зол збор и никогаш не зараснуваат и ние сите од срце страдаме во зависта. Благодарам. Јас би сакала никој да не страдаме. Ние денеска сме предвесници на пролета, на раѓањето на животот и нека се случат убави нешта, да се среќаваме и да си го чуваме сето ова кое што го имаме и е наше. Благодарам. Посебна благодарност за прекрасните зборови кои што беа пред малку изречени. Драго ми е што преку песната го слушнавме и нашиот драги почитуван колега и пријател Јордан Ѓорчев, кој што до оправдани причини денеска не можеше да биде тука. Мене ми е драго што денеска овде има луѓе од Ѓуриште, од Демир Капија, од Штип и од други места. Значи, и од Скопје се разбира, покрај Свети Николе. Да, реков. Исто ми е драго што јас сум кумот или во нашиот крај ние викаме нумкото, нова манифестација, Билазорски видувања и досега немаше негативни реагирања, значи се одобри насловот, а пред малку беше дури и пофален. И ми е драго што еве крстивме една нова манифестација и во тој дух сега сакам да продолжиме со кратки обраќања и со поезија. Ја поканувам професор доктор Кристина Николовска, која што сигурно има што и да ни каже, не само да ја прочита и својата песна. Ние сме со Кристина тандемот. Јас сум председател на Друштвото на писателите, тај е председател на Собранието на Друштвото на писателите на Македонија. И ми е драго што со Радко, со Јордан и со сите други еве правиме активности и чекори кои што, верувајте ми, ќе се сетиме на овие зборови, на ова наше прво свеќавање овде. Ова е како, кај нас викаме првиче, инако како веридба. Свадбата и се друго допрва ќе следува. Кристина, повели. Почитувани, сакам да ја посакам вечност на оваа манифестација со прекрасно име, да се заблагодарам на извонредната синергија, на убавата идеја, на подадените раце, на поддршката. Ние сме археолози на зборовите, а тука мисијата ќе ја проложат археолозите на културното наследство. Ќе бидеме заедно, ќе дадеме свој удел, своја енергија со поезија. Нека живее поезијата, нека биде вечна, нека живее уметноста и науката. Тактика. Некогаш е најважно да се најде паркинг. Да се паркира долго, со години да се реши својот проблем. Доколку не жалите за изгубеното паркирано време. Но може би е подобро да се одложи паркингот, да се игнорира, да се пркоси на мирот. Познавам такви кои не паркираа, не ги стигнавме, не се ни вратија. Сепак, не учеа како треба да го искористиме паркингот. Ако е среќата во најмалите нешта, мора да е тоа еден од најуспешните рецепти, како филозофија на паузите. Кога да се здивне, зошто? Зошто воопшто се паркира и кому? Себе? И ако е некогаш најважно да се најде паркинг, сочекајте дали е тоа вистински паркинг за вас, или тоа страна, судбина, туѓо парче аксиологија. Тактика е тоа, размислете пред слепо да паркирате. Може би е место на историја, на моќ, а може би и прекупат. Или е место на заборав, каде никој нема потоа да застане. Затоа подобро, не наседнувајте на знакот, сочекајте го својот паркинг на животот и исполнете го. Тоа е премногу филмски. И тоа се пропаганди, не верувајте. Некаде сепак ве чека вашиот паркинг, ако не го освоиле они кои знаеле за оваа тактика. Благодарам. А сега е на ред професорот Гоце Ристовски, кој што од Скопје не донесе довде и верувам, како што не донесе, така и ќе не врати во Скопје. А бидејќи Гоце е прозаист и театарски критичар, ама верувам дека сега специјално
ќе излезе поезијата од него. Повели Гоце. Благодарам Христова и не беше најавено, но сепак нема да излезе поезијата од мене, бидејќи не сум подготвен. И јас ве поздравувам сите. Драго ми е што денеска ова се случува, но јас тоа што имав намера да го кажам по повод оваа манифестација, за оние се разбира малкумина љубопитници, може да го најдат на мојот Facebook профил денеска, на Гоце Ристовски, каде што јас имам објавено еден мој текст за Свети Николе, објавен 2018 година во книга, објавен на МИА, на повеќе светски јазици, каде што се разбира, станува збори за Била Зора и за ѓаволскиот зид и за некои други нешта, но за да не го одземам времето, сакам само да кажам дека тоа не е некоја голема наука, напротив и воопшто не е наука што го кажувам. Тоа се некои познати митови, се разбира и некои податоци историски и дел, се разбира, можеби најголем на мојата фикција како автор. Во таа смисла, јас настрана од она што вам ви е познато, јас тука некаде се обидувам да го барам Вавилон, иако можеби вие ќе ми се изнасмеете. Еве, ви благодарам многу. Ние во колата зборувавме за Вавилон, еве Гоце ни изненади пријатно и овдека навираат тие асоцијации од Вавилон. Но оваа наша денешна поетска средба, полека ја привршуваме, ама не би можеле да не го поканиме и Никола Ристевски, бидејќи мислам дека тој како поет има што да ни каже. Повели Никола. Добар ден, здраво живо на сите. Ви благодарам за можноста да се обратам, да не должам многу. Ви благодарам за убавите зборови. Прекрасен настан, се надевам дека ќе трае, дека до година ќе се случи свадбата, како што каже Христа. Сега ќе прочитам една кратка од мојата необјавена збирка, насловена како Окулт или За култот. Песната се е насловена како Збор. Збор, невар мор, проговорив, сам сум или ми пее цел хор. Слушна ли? Дзе. Дали го слушна зборот? Have you heard the word? Проговорив од ќефи ме рак, сончев зрак, неутрино. Во рани мугри бела зора, аурора. Деница, утринската звезда ни пее песна. Слушна ли? Еден збор испеан од звезден хор. На небото ора он и изустува и зида. Во старата гилда тропна чук. Чуј го овој звук. Хор, хорус, го слушна ли зборот? Дзе. Ви благодарам. Стигнавме до самиот крај. Бидејќи јас ја водев оваа манифестација и прв говорев, намерно се оставив себе си на крајот, јас напишав на 23-24 февруари една малку подолга песна за Била Зора и многу интересно кога пишувате за нешто, а таму не сте биле. Велат дека и многу репортажи, многу патеписи, може би најдобрите, ги напишале автори кои што воопшто не биле таму. Јас сега имам средба со Била Зора, но и со мојата песна. Бидејќи физички сум прв пат овде, нема да ја читам целата песна. Таа има 5 дела: пролог, изгрев, рамноденица, залез и епилог. Ќе прочитам само крајот, епилогот. Кој еднаш ги почувствувал промените, тој се посомневал единствено во сказалките на времето кое не се вратило назад, но и не продолжило напред. Туку останало вкопано и со двете нозе како мртов оловен војник во тињата, од која може да се излезе и исчезне само по уште потежок и подебел слој. Мора да се
овие луѓе и нивните животи од некој непознат и посебен сој, штом сепак останале тука заковани како циркузанти со шајки на дрвена штица и закопани во песокта до вратот и устата да не може да ја отворат и кажат збор, а потопот ги однел и белите гуски и црните спомени од нивниот им роден двор. Била зора и останала како жолта светулка залепена на моето детско чело, во мермерен столб и статуа од камена стена, се претворило веќе и моето тело. Па нека трчаат коњите со брзи и вешти јавачи преку неголемата издолжена сенка и никогаш нека не исчезне породот и племето од нашата длабока и трајна семка. Дали со дзе од Никола, дали со е, дали со други сврзници, вокали, ние убаво денеска го почувствувавме сонцето над била зора. Дури во Скопје, ако не прашаат каде бевте, слободно можеме да кажеме дека бевме некаде на сончање. Навистина, овде е прекрасно ова место. Ви благодарам на сите што денеска учествувавте на ова манифестација, на оваа свеченост. Нас ни останува уште само да се обврзиме дека овие зборови што ги дадовме, овие ветувања, дека ќе ги исполниме. На денот на поезијата, в година, на 20 или 21 март, повторно да се видиме овде, на исто ова место, се разбира во поголем број. Сакам таму да видам и некој комбе, ако не автобус. А подоцна, зошто да не? Тука има ниви и за хеликоптери. Гледајте моите колеги колку се духовити. Одма посакуваат некој да не чува, ама не знам од кого треба да не чува. Нас овде не чува. Да не притвор. Ви благодарам на сите, нека ни е честита и вековита ова манифестација Белозорски видувања.